сакам да заштитим општината и кај исто европски клуб, исто и јас. Благодарам председателке за зборот. Во измината недела имавме неколку седмици на Комисијата за спорт и на финансии, го разгледувавме предлог од тука да го имаше изготвено службите од општина Битола. Се потрудивме навистина со конструктивни забелешки да ги отклониме сите оние аномалии кои сметавме дека ќе наштетат на општина Битола во натамошниот период, без разлика кој ќе обиде, сум сигурен дека ќе води СДСМ и да направиме нешто добро навистина конечно за ракометниот клуб. Она кое што најбитно да кој сакаме се завршаме тоа дека водени од работата во избранатиот период на градоначалникот Талевски и секретарот на општината Слободан Почаност. Сакавме дополнително, бевме предпазливи и се потрудивме дополнително да ги поучени од минатото да ги отклониме сите аномалии. Првата која да отклонивме беше тоа да после стигнувањето на предлог договорите до општината, тие повторно се радат на Комисијата за спорт да ги разгледуваме и ги аминуваме да началникот Талевски го склучи договор со реално најдобрата понуда, бидејќи во пред 2,5 односно 3 години тој вешто нас сите овде не изманипулира со договорот со СЕН. Ние тогаш многу внимателно и мудро кажуваме дека тука нешто се крчка и велевме дека времето ќе покаже и точно покажа времето дека сепак таму имаше некои други намери, освен намерите кои беа за креање на фудбалски клуб на нивото на кој беше потребно. Се виде кој има некои поинакви намери, дојде луѓето и направи тоа што го направи. А претходниот договор, кој очигледно беше корупtivен со Цермат, излезе на видење дека е така. Тоа ние не го кажа тие кои беа навистина инволвирани во тој договор. СДСМ и коалицијата денес ќе гласа поддржано за предлог, ќе гласа поддржано од причините кои кажав претходно, се со цел чекаме да ги видиме кои се предлагачите за купување, за да можеме да формулираме одговор. Моите информации се дека на вратата на општината, ова го кажувам тука, да биде запишано, бидејќи сум сигурен дека ќе дојде период за многу брзо кој ќе се потврди. Троба фирма која сака да го земи клубот, која е корумпирана, додасна. Која има, не кажуваме имиња, а подоцна ќе откријаме. Фирма која е задолжена, фирма која не исплаќа реално плата на вработење. Ќе се потрудиме, значи не кажа фирмина фирма, кажа фирма. Ако оди нешто ќе некој не може штета. Аз сум сигурен дека има штета на општината. Ако го личина на општината. Има, влазе се на централно ниво, има корупtivни работи и си... Ќе ги отклониме и на централно и на локално, за брзо. Тоа што сакам да кажам е дека моите информации се дека заинтересирани се структури кои мислам дека сепак нема до спор. Не викам дека може да одличуваат, и тоа сум сигурен дека имаат уинак финал. И најбитното, на крајот кој сакам да кажам, аз се надевам дека ќе имаме прилика понатаму во купувањето на предлог договорите за купување на дружествениот пакет на акции, за ракометниот клуб е следното. Се потврдија, затоа знам таква слобода как да говорам тоа што говорам. Во изминатиот период сите мои дискусии дека општината нема буквално никаква стратегија. Господинот секретар Почановски во изминатиот период потроши пари за ракометниот клуб за кој и тој самиот не знае зашто ги потроши. Потроши многу голема сума на пари и не изгради инфраструктура. Нема никаква инфраструктура во ракометниот клуб, доколку денес него и на господинот Талевски му се активира некои нивни судски процеси, сите работи ќе замрзнат општина Битола.
Јас тоа кажував цело време, дека не смееме да дозволиме како совет, општински совет кој тука застапуваме голем број на граѓани. Дека не смееме да дозволиме одделен човек или од двајца да зависи се во општина Битола. Мораме да бидеме многу пошироки, ние имаме многу амандмани, многу предлози, но за жал вие тие предлози не ги прифаќате. Ние сме тие кои бевме во целиот период конструктивни и предлагаме конструктивни решенија, а вие бевте тие кои ги бранете ставовите на Талевски и на Вочановски. На комисијата за спорт последна, мислам дека некои работи кај вас очигледно пробува да се променат. Но сепак се утврстувам дека ако не ги отвориме сите очите заедно, повторно тие 20 ќе ни излажат.